Добро вечер. Второ издание на Дневникот на ТВМ. Председателот на ВМРО Народна партија Ванчо Костовски ги повика Бакрачевски и Михаилов да лобираат кај министерот Ставревски кај премиерот Никола Груевски, колекторот да го преземе и во иднина со него да управува државата. Колекторот да го преземе и со него да управува државата. Ова на Охридската владеачка гарнитура и го предложи од ВМРО Народна партија. Председателот на партијата Ванчо Костовски смета дека двете општини Охрид и Струга не може да се справат со големиот долг кој го има МЈП Проаква работна единица колектор по основ на потрошена електрична енергија. Додаде дека ретките природни богатства, како што е тоа Охридското езеро признато на светско ниво, треба да биде на повисоко ниво, односно државата целосно да си ја преземе одговорноста околу неговата заштита. Така што ние ова како идеја го дадовме и кога се правеше буџетот за оваа година и минатата година на општина Охрид, и тогаш така бегло беше помината, ево сега своето влијание господин Бакрачевски кој што е граначалник и член на извршниот комитет, господин Атанаско Михаилов председател на ДПМН, не може да трошат својата енергија во вршење притисоци на директорите за бркање на работа, за преместување на позиционите, како да кажам, работени од јавни предпријатија, ево му може да се искажат пред македонската јавност и пред своите претпостави да побараат тоа. ВМРО Народна партија предлага до општина Охрид до владата на Република Македонија да го преземе и долгот кој што го има општина Охрид по основ на изградба на колекторскиот систем. Дел од колекторскиот систем од Пешчани до некаде Гранит хотелот, и повака беше негде почнат 97 година, 97-98 година, значи тој долг произлегнува од више од 97 година навака и затоа негде нараснат 8 до 9 милиони спрема јавното предпријатие, барем по наши информации кои што се оскудни према акционерското друштво Гранит. Значи некаде 8 милиони, тоа е негде околу 27 до 30% од долгот на општина Охрид е само по основ на изградба на колекторскиот систем. Костовски вели, што се 9 милиони евра за владата на Република Македонија за да го преземе долгот кој општина Охрид го има кон АД Гранит, посебно годинава кога владеачката гарнитура се фалат со најголемиот буџет во историјата на државава кој изнесува некаде околу 2 милијарди и 800 милиони евра. Председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Атанаско Михаилов со експресна реакција на денешниот прес на ВМРО Народна партија. Тој нагласи дека неколкумина луѓе во Народна мислат дека граѓаните не знаат кој 8 години управуваше со Проаква и какви штети му направи на јавното предпријатие. Проаква е едно од најзаложените предпријатија, а за тоа главни виновници се точно претходното раководство во кое што заменик директор беше подпредседателот на ВМРО Народна партија, додаде Михаилов. Борбата за враќање на јавното предпријатие на нормални патеки, враќањето на долговите, е започната и ВМРО ДПМН и граначалникот Бакрачевски ќе направат се да ова јавно предпријатие се врати на нормални патеки. Меѓутоа, да престанат луѓето кои што се занимаваат со ситни политички игри да ги лажат граѓаните дека тие имале идеја како јавното предпријатие да се извади од долгови. 8 години го правеа тоа и само го задолжува јавното предпријатие. И за тоа треба пред граѓаните да понесат и одговорност. Фала на Бога, има вистина, вистината е во бројките, вистината е во фактите. Тоа за многу брзо време и ќе излезе на виделина. Не може да седнат двајца да се договорат, тоа не е договорна економија, па државата ќе дели пари кај што сака. Ќе се направи програма таму за ревитализација на јавното предпријатие, ќе се направи програма за санација на долговите и ќе се прави се за тоа јавно предпријатие да излезе од долгови. Не може двајца луѓе да седнат и едноставно да избришаат долг од 8 милиона евра за кој што, повторно тврдам, го направија претходното раководство на оваа предпријатие. На 36-тиот саем за туризам во Белград учествуваат представници на голем број познати охридски хотелско-угостителски брендови, туристички агенции во организација на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот и секторот за туризам и локален економски развој од Охрид. На отварањето на саемот присуствуваше и градоначалникот Никола Бакрачевски. Вчера започна 36-тиот саем за туризам во Белград. На овој меѓународен саем кој ќе трае до 2 март, посетителите ќе можат да се запознаат со туристичката понуда на 54 земји, поставена на 1000 штандови. Во организација на Агенцијата за поддршка на развојот на туризмот и секторот за туризам и локален економски развој од Охрид, на ова најголема туристичка манифестација во Југоисточна Европа учествуваат представници на голем број познати охридско-хотелски угостителски брендови и туристички агенции.
На штандот од агенцијата ќе биде представена речиси целата македонска туристичка понуда со посебен акцент на Охрид, а на 1 март ќе се одржи традиционалната Охридска вечер. На отварањето на саемот присуствуваше и градоначалникот Никола Бакрачевски. Во рамките на престојот во Белград, градоначалникот Бакрачевски ќе има официјална средба со македонската амбасадорка во Србија Вера Јовановска-Типко и со директорката на туристичката организација на Србија Гордана Пламенец. Посетата на Белград нашата делегација искористи за подпишување меморандум за соработка со општина од Унгарија. Општина Охрид, односно делегација на општина Охрид, ќе присуствува на чинот на подпишување на меморандум за соработка со општина Веспрем во Унгарија. И тоа ќе биде не секојдневна и ретка можност општина Охрид покрај своите туристички потенцијали да ги презентира своите економски потенцијали и секако она што ние во изминатите неколку денови го промовиравме на медиумите, на локалните медиуми и националните телевизии. Брошурата "Инвестирајте во Охрид" ќе им овозможи на потенцијалните инвеститори, кои што има намера да инвестираат во Охрид, ќе им овозможи да добијат прецизни податоци за се она што Охрид како потенцијал го нуди не само во туризмот, туку и во делот на економијата. На саемот учествуваат земји кои традиционално ги промовираат своите дестинации како Македонија, Турција, Грција, Египет, Црна Гора, Хрватска, Словенија и Бугарија. За прв пат оваа година на саемот се представија и Аргентина, Албанија, Алжир, Бразил, Обединетите арапски емирати, Малезија, Иран, Индија, Португалија и Романија. Факултетот за туризам и угостителство ќе набави најсовремени кујнски апарати кои ги има во најлуксузните хотели во светов. Покрај едукација на кадар во современо опремената кујна, ќе се развива и кетеринг сервис, со кој ќе се направи гастрономска понуда во градов, која ќе биде со пристапни цени за клиентите. Факултетот за туризам и угостителство ќе добие ултрамодерна кујна, 40.000 евра ќе бидат вложени во купување најсовремени апарати со кои таа ќе биде опремена. Овој голем проект ќе се реализира благодарение на соработката која факултетот уште пред 4 години остварил со Факултетот за прехранбени технологии од Пловдив, кој бил член на Хотелската асоциација со седиште во Женева. По направените контакти, нашиот факултет влегува во оваа асоциација, а услов за тоа било да организира 4 семинари. Тие биле одржани високо оценети, пошто Фондацијата на Факултетот за туризам и угостителство му доделила врзан или мечин грант. Тоа значи дека половина од сумата ја плаќа Фондацијата, а половина факултетот, односно 20.000 евра ќе издвои Фондацијата, 20.000 евра факултетот. Од пред една недела средствата се легнати на жиросметка на факултетот и сега треба да се распише тендер за набавка на апарати. Сметам дека треба повеќе да се обрнува внимание на исто така и на опремата и на квалитетот на опрема кој што го условува фактички самиот ХАСАП стандард. На овој начин фактички ние ќе донесеме многу важни и многу софистицирани парчиња на устилска опрема, како што е конвектормат, печка, планетарен миксер, понатака најразлични видови на грил, површини за правење на скара, понатака фрижидери за шок замрзнување кој што воопшто не постои на нашиот пазар. Професорката Василевска кажува дека досега во факултетот се работело во импровизирани услови со застарена опрема, а новите апарати ќе се носат со високите стандарди на современото угостителство. Моментално, вели Василевска, во нашите хотелски капацитети нема вака современо опремени кујни. Тие се нестандардни, мали и не соодветствуваат со капацитетот на хотелот. Нашите студенти кои ќе излезат после завршувањето на трета година на соката и на гастрономија, и на диететика и на хотелско-ресторанска, навистина ќе имаат одредени високи знања кои што може да одговорат дури и за аплицирање на работа во хотели како што се луксузни хотели како што е Хилтон, Шератон, Александар Палас и така натаму. Василевска објаснува дека покрај едукација на кадар во современо опремената кујна ќе се развива и кетеринг сервис, со кој ќе се направи гастрономска понуда во градов која ќе биде со пристапни цени за клиентите. Спортска паралелка за фудбал и ракомет ќе се отвара во Охрид. Пријавувањето, скаутирањето и селекцијата на спортистите ќе почне од март. Паралелката се планира да биде сместена во средното општинско училиште Ванчо Питошевски, а учениците кои не се од градот ќе бидат сместени во ученичкиот дом. Останува нејасно зошто во спортската паралелка се опфатени само фудбалот и ракометот, а не и учениците кои тренираат други спортови.
Дисперзирана спортска паралелка за фудбал и ракомет ќе се отвара во Охрид. Паралелката се планира да биде сместена во средното општинско училиште Ванчо Питошевски. Учениците кои не се од градот ќе бидат сместени во ученичкиот дом. Младите спортисти ќе може да се пријавуваат, да бидат надгледувани и селектирани веќе од месец март. Изборот на фудбалерите и ракометарите треба да заврши најдоцна до стартот на конкурсот за упис на учениците во средните училишта до 31 март 2014. Овој проект за отварање на дисперзирани спортски паралелки во средното образование за учебната 2014-2015 година е на Министерството за образование и наука. Зелено светло за проектот дала владата на 22 јануари во договор со Агенцијата за спорт и млади на Република Македонија. За потребите на наставниот процес ќе бидат ставени на располагање двата спортски објекти, јавното предпријатие Билјанини извори и спортската сала Тодор Александрово Велгошти. Најавата за отварањето на спортската паралелка и изборот на ученици кои тренираат фудбал и ракомет ги изненади спортските работници во градот од други спортски дисциплини. Меѓу нив е и професорот и тренер на атлетскиот клуб Охрид Владко Димитров. Тој го поздравува проектот, но изненаден од изборот на двете дисциплини. Јас ги ценам и почитувам сите спортови, но атлетиката е база на сите спортови, напоменува Димитров. Ме изненади со тоа што се одредиле два спорта, без доволно разговори, консултации, размена на мислења и да се дојде до правата цел и правото резонување на сите оние кои што се бават со спорт и оние што го разбираат спортот. Така да мислам дека било кој спорт да е воведен во школството без атлетика не може. Секде во светот атлетиката е спорт бројен, не случајно се викат крајца на спортовите. Според Димитров, државата мора да одреди национален спорт, мора да се избере колективен и индивидуален спорт во кој финансиски ќе се вложува. Според него, нема да има промашување во изборот кај колективните спортови, тоа да биде ракометот. Во фудбалот се потребни многу пари, вели Димитров, додека кај индивидуалните спортови акцент треба да се стави на атлетиката, која во Охрид во континуитет повеќе од 3 децении е на највисоко ниво и со многу успеси, укажува Димитров. Со македонска песна и игри одбележени деновите на македонската култура во приватното средно училиште Јахја Кемал во Струга. Покрај презентацијата на духовната култура, посетителите имаа можност да го видат и македонското катче со традиционални автентични предмети. Со звуците на македонската песна и игра се одбележани денови на македонската култура во приватното средно училиште Јахја Кемал во Струга. Учениците танцуваа, игра и пеа, рецитираа и глуме одломка од драмата Парите со тепувачка од македонскиот драмски писател стружанецот Ристо Крле. Во организација на оваа манифестација учествуваа сите ученици од 1 до 4 година, како и учениците од истоименото основно училиште. Сергеј Миладинов, ученик од 3 клас, беше дел од фолклорната група која изеде сплет игри од Повардарка. Учесник во Орото денеска и многу сум среќен што учествувам на ваква манифестација и исто така среќен сум што учествувам односно учам во ова школа, зашто преностите се што е мултинационално и мултикултурно и секоја национално сите луѓе имаат можност да се изразат својата љубов кон културата. Професорката по македонски јазик и литература Билјана Алексова е дел од наставниот кадар кој учествуваше во подготовките на програмата. Алексовска укажа на целта на овој проект кој традиционално се одржува во училиштето. Секоја недела, значи секоја култура да си ги покаже своите цивилизацијски културни вредности. Имаме недела исто така и на турскиот јазик, недела на албанскиот јазик и сега во моментот е неделата на македонскиот јазик, бидејќи сепак се работи за едно мултикултурно училиште и сите даваат ученици свој придонес во целата подготовка. Учениците помогнале во уредување и на етномакедонско катче, со етнопоставката и доловен изгледот на традиционалната македонска куќа, напоменува Алексовска. На 28 февруари се одбележува Денот на ретки болести со цел да се подигне јавната свест за предизвиците со кои се соочуваат пациентите со ретки болести.
Здруженијето на лица со ретки болести во Македонија, живот со предизвици, по повод денот на ретки болести 28 февруари организираше трибина. Од Здруженијето истакнуваат дека Фондот за здравствено осигурување и Министерството за здравство ги започнаа првите чекори кон обезбедување на третман за овие пациенти и се надеваат дека и во Македонија ќе се усвои национален план за ретки болести и дека во наредните 5 години ќе се работи на имплементација на европските препораки за подобрување на животот на пациентите. Не е важно дали се работи за 5 луѓе на 100.000 или за 10.000 на 100.000 луѓе. Секој човечки живот е важен и доколку можеме да помогнеме да се спаси еден човечки живот, треба да го направиме тоа, истакна Роберт Лидл, раководител на одделот за политички прашања, правда и внатрешни работи, информации и комуникации при делегацијата на Европската Унија. Доктор Момир Поленаковиќ од одделението за медицински науки при Македонската академија на науки и уметности во своето излагање на трибината кажа дека во последните 10 до 15 години има огромен напредок во поглед на диагноза и терапија и полека фантазијата станува реалност. Ретките болести се предизвик на 21 век и секоја година се напредува во поле на третман и нега на пациентите со ретки болести во Македонија. Инаку за прв пат денот на ретки болести беше лансиран од Еврордис во 2008 година, кога повеќе од 1000 настани се организираа во светот, допирајќи до 100.000 луѓе. Овој настан има голем придонес и во однос на застапување и лобирање за правата на пациентите со ретки болести и во напредок на креирање национални планови и закони за ретки болести во многу земји. Адора инженеринг и Институтот за земјотресно инженерство и сеизмологија ИЗИС со вештачки земјотрес на врвот на 11-катен стамбен објект во општина Аеродром Скопје повторно научно ја докажа сигурноста на стамбените објекти изградени од овој градежен супербренд. Во прилог на новите измени на Законот за градење за зголемена стабилност и сеизмичка заштита на градбите и за безбедност на граѓаните со вештачки потрес, денес практично се тестираше сигурноста на новоизградениот стамбен објект на Адора Инженеринг. Адора Инженеринг е единствената градежна компанија во Македонија која ги тестира зградите со вештачки земјотрес, што е добар пример и за другите, им порача на големиот број присутни професор доктор Михаил Гаревски, директор на ИЗИС. Овие тестирања не ги правиме за маркетинг, ниту се тие демонстрација на сила. Тоа е афирмација на безбедната и квалитетна македонска градба во регионот, Европа и светот, порача професор доктор Ванчо Чифлиганец, генералниот директор на Адора Инженеринг. Индискиот тајкун Субрата денеска е уапсен во Лакнау, главниот град на индиската држава, Утар Прадеш. Како што јавува британскиот национален сервис BBC, бизнисменот сами се предал на полицијата. Врховниот суд на Индија вчера издаде налог за апсење на Субрата, откако претходно тој не се појави на суд под обвинение за измама, односно дека неговата компанија Сахара Индија не им вратила на инвеститорите милиарди долари. Две фирми на компанијата подигнале 3,9 милиарди долари преку обврзници за кои подоцна се покажало дека се нелегални. Индиските регулатори потврдиле дека Рој не им ги исплатил средствата на инвеститорите и покрај судската наредба. Субрата Рој се очекува да остане во притвор до 4 март, откако Врховниот суд одбил да го ослободи со кауција. Све друго што се случуваше денес во светот. Украина ќе побара екстрадиција на сменетиот председател Виктор Јануковиќ доколку се потврди дека тој се наоѓа во Русија, соопшти денес канцеларијата на украинскиот јавен обвинител. Украинското обвинителство започна истрага против Јануковиќ под обвинение за масовно убиство на цивили. Украинското министерство за здравство денес соопшти дека од 30 ноември 2013 година па до сега во протестите во центарот на Киев загинале 87 луѓе. Вооружени војници зазеле позиции околу меѓународниот аеродром во Севастополј на Крим. Агенцијата Интерфакс јави дека станува збор за руски војници со шлемови и заштитни панцири кои биле поддржувани од оклопни возила. Агенцијата цитира воени извори кои наведуваат дека акцијата била преземена со цел да се спречело слетување милитанти на Крим. Украинската агенција Унијан прецизира дека 6 камиони со војници пристигнале на аеродромот, кој исто така го користи и украинското воено воздухопловство. До ова дојде неколку часа
откако 50 вооружени и униформирани лица упаднале на аеродромот во главниот град на Крим, Симферопол. Новиот украински министер за внатрешни работи Арсен Аваков ги осуди ваквите акции, оценувајќи ги за вооружена окупација. Руската црноморска флота отврли каква и да било нејзина поврзаност со тврдењата на украинскиот министер Аваков дека руски војници го зазеле аеродромот. Американскиот државен секретар Џон Кери изјави дека добил гаранција од својот руски колега Сергеј Лавров од големите воени вежби на руската армија немаат врска со кризата во Украина. Кери истакна дека Лавров ја потврдил изјавата на председателот Владимир Путинот и Русија ќе го почитува територијалниот интегритет на Украина. Тој додаде дека побрал од Русија да им се приклучи на сад и другите земји да помогне во стабилизацијата на Украина и да не презема какви било провокативни акции. Русија соопшти дека во воените вежби на нејзината армија учествуваат околу 150.000 војници. Најмалку 100 возила беа дел од верижен судир што се случи доцна синоќа на автопат северно од канадскиот град Торонто. Според полицијата, причина за судирот била намалената видливост предизвикана од невремето проследено со силен ветер и снежни врнежи, што беснеело во регионот во време на инцидентот. При судирот што се случил во реонот на езерото Хурон, нема посериозно повредени лица. Поради снежното невреме, неколку автопатишта во југозападниот дел на канадската провинција Онтарио синоќа беа затворени за сообраќај. Кинеската полиција спаси 382 киднапирани бебиња и уапси 1094 лица во операција при која се разбиени 4 интернет швејцарски мрежи, соопшти денеска Министерството за јавна безбедност на Кина. Операцијата започнала откако полицијата во Пекинг и во источната провинција Џингасу минатата година открила 4 интернет страници преку кои се продавале бебиња под маска на служби за посвојување деца. Киднапирањето бебиња е голем проблем во Кина и покрај строгите санкции, што дури вклучуваат и смртна казна за шверцерите. Строгите законски прописи, политиката на едно дете и традиционалното истакнување на машкото дете, како и сиромаштијата и големиот профит, доведоа до експанзија на црниот пазар за продажба на деца. Ова е се што подготви информативната редакција за денешниот дневник. Следува реалното шоу Американски топ модели. Добра ноќ.